Ново извисување за интеграциите ли можен присврт во одлуката на Европската Унија за Македонија. По присрет на состанокот на Советот на ЕУ, оптимизмот со кој власта најавуваше дека земјава е на чекор до започнување на преговорите за членство спласна, па наместо тоа стигнуваат пораките да не се креваат очекувањата. Владината пиар служба јавува дека премиерот Заев денеска имал средба со португалската амбасадорка, чија земја е моментален претседавач, на која само ја констатирале поддршката за интеграциите, ама во соопштението кое го испратија, никаде не е навестена конечната одлука. Португалија, како земја која претседава со Советот на Европската Унија, цени дека Македонија треба да биде дел од семејството на Европската Унија. А дали португалското решение кое беше донесено во двете земји ќе остане како основа за решение на проблемите, не се открива. Евроамбасадорот Гир вели дека сите биле посветени кон заедничко изнаоѓање решенија, што ќе доведе до остварување на пристапните преговори. Секако ги цениме напорите да се решат нерешените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија. Тоа е навистина важно и нешто кон што повикуваме, што се однесува до отварањето на самите преговори. Да го повторам она што го кажува лидерството на Европската Унија, се надеваме дека преговорите ќе се отворат што е можно побрзо. По преговорите во Бугарија, македонската влада се пофали дека направен бил позитивен исчекор во добрососедските односи, ама тоа не значеше и тргање на бугарското вето кое е главната пречка за македонскиот интегративен пат. Премиерот Заев месеци наназад се колнеше дека ниту за јазикот, ниту за идентитетот нема да преговара, но информациите кои протекаа од бугарска страна го велат токму спротивното. Токму овие прашања Заев ги донал како основа со која ќе бара кревање на бугарската кочница за Македонија. Бугарија пак не отстапува од своите црвени линии. Цврсто стои на ставот дека не е испочитуван договорот за добрососедство. Опозицијата веќе предупреди дека власта спрема национално велепредавство и дека на преговарачката маса се ставени македонските национални интереси и се заканува уништување на јазикот, идентитетот и историјата. Се заканија, ако Заев не одговори што прифати во Бугарија, ВМРО ДПМН е излегува на масовни протести. Зоран Заев да не помислува да се игра со македонскиот национален идентитет, да не се игра со македонскиот јазик, со македонската култура, со македонската самобитност и македонската историја, затоа што ќе добие жесток одговор на било каков обид за ништење на македонскиот национален идентитет. Најдобар демант, наместо празни флоскули, е предочување од Зоран Заев на предлогот пред јавноста, за таа сама да ја оцени вистинитоста. Инаку ова е последниот министерски состанок на Советот на Европската Унија под португалско претседателство. Последните 6 месеци палката на претседавање ја превзема Словенија.